Манастирот Вознесение Христово Свети Спас се наоѓа на околу 4 километри југоисточно од селото Горно Лакочереј. Обкружен со прекрасна природа во планинскиот дел, нуди душевен мир и спокојство. Манастирот е еден од побогатите манастири во Охридскиот регион, бидејќи располага со голем хектарна површина со шуми и околу 70 на хектари обработлива плодна почва. Се зборува дека манастирот е втор по богатство по манастирот Свети Наум. Постојат повеќе легенди за изградба на манастирот Свети Спас. Една од нив е дека под манастирот има тунели со кои се поврзува манастирот со Свети Еразмо и понатаму со Требенишкото кале. Втората легенда, која може би попозната меѓу народот, е поврзана со градбата на работниците и алатот. Постои една легенда за изградбата на манастирот, која вели дека најпрво манастирот почнале да го градат некаде долу во полето. Но секоја вечер, откако ќе завршиле со работа мајсторите и ќе оставеле алатите на местото кај што работат, другиот ден алатите ги немало. И овчари што ги паселе овците ги најдвеле на ова место. Значи, тоа се дешавало неколку вечери со ред и така одлучиле дека манастирот требало да се гради овде по кажувањата. Кога се удриле темелите на манастирот на друго место, почнале да градат мајсторите. Меѓутоа, другиот ден алатите и другите ги нашле однесени нова место. Пак се обиделе тие да ги вратат, меѓутоа дошло на сон на еден од постарите, рекле: зошто ги враќате алативе ново место? Вие знаете дека манастирот треба да изграден онамо како што ние ги однесовме. И така го почуле човекот и манастирот е изграден на ова место, се разбира со голема упорност. Јас ви кажувам, постари луѓе кажуваат дека оваа градба е така, византијска градба. Црквата е градена со бигор камен кој го принесувале од Велестово со конски товари. Манастирот во оваа форма е по трет пат изграден. Предходно 2 пати е изграден кај Горица Вапилска, а потоа и на местото кој се нарекува Манастирска ливада, каде има се уште остатоци, но се опожарил и е дислоциран на сегашното место. За да постои манастирот и живеат луѓе во него, треба основно и прво треба да има вода. И тоа е интересно, си поставуваат прашање луѓето како е можно ова место да се избере. Прекрасно место. Во близината тука има извор. Некои кажуваат, ние најдовме статуци, таму копавме, го адаптиравме изворот од римско време. Они глинени чункови за носење вода. И од тука после водата се носела и долу конушница и таму најдовме такви остатоци, но и овде кај имаше над нови конаци 2 линии со дрвени чунци носена водата. Тоа кажува дека и од римско време постоело некое здание овде, а потоа е изграден манастирот во ова форма. Во оваа форма манастирот изграден пред околу 200 години, според кажувањата на постари луѓе, а и остатоците од стариот иконостас. Во манастирот имало многу луѓе кои живееле тука и се занимавале со земјоделие и сточарство.
од околниве села многу луѓе тука наоѓале екзистенција. Кои со земјоделие, кои со стоčarство, меѓутоа многу семејства од Ливоишта, од Вапила, од Косел, од нашето село претежно, од Долно село, од Долно Кочери, потоа од Оровник, од Требеништа. Многу луѓе тука наоѓале своја екзистенција. И тоа, замислете, работеле скоро цела година, како што викаат старите, од Ѓурѓовден до Митровден. Тука работеле, живееле, кога ќе дојдел Митровден си заминувале во своите места. Манастирот ќе ги наградил за работата ќе им даделе по некоја вреќа жито, тако било времето, а потоа повторно кога ќе дојдел Ѓурѓовден, некои останувале преку зимата помал дел, меѓутоа со појавата на полските работи, тие повторно си се враќале во манастирот и тука живееле и работеле. Во околина на манастирот постои место викано манастирско лозје. Во минатото на тоа место се одгледувало грозје. Лозјето служило за потребите на манастирот. Во манастирот во минатото се правело вино и раќа, затоа говорат и овие бочви кои што се зачувани, а се стари повеќе од 100 години. Према кажувањето на постарите како се работело, тогаш немало механизација и модерна техника. Вика, ќе дојде од сиве кога ќе се порачаше да дојдат во манастирот да работат, вика, се надпреварува луѓето, се надпреварува кој порано да дојде и со повеќе членови во семејството. Ќе се собере, вика, по повеќе од 5-60 души и со дикли, замислите, 10.000 квадрати лозје, ќе го ископаа во еден ден. Со диклите се готвеше ручек манастирски, рече, ако беше убаво времето, гајди носеа луѓето и после таа мачна работа тие рече заиграа оро на манастирското лозје. Така и ден денес постои тоа име манастирско лозје. Жизнодавца рочи греха дево Адама избавила еси. Во близина на манастирот и манастирското гумно, каде се уште се гледаат остатоци од камен од минатото. Но во место се жнело жито рачно, се врзувало во снопови и сноповите се пренесувале рачно со запрежни коли. На овој начин се обезбедувало брашно за леп во манастирот. Пред 5-16 години ги обновивме, исто дел е овој малку од постарите конаци, исто обновен, али од старите конаци. Ова страна беа парано исто дрвени конаци останати, меѓутоа се обновија и така настана. Кога работевме на обнова на старите конаци тука, најдовме стари пари од Австро-Унгарија, верувате. Најдовме франци, најдовме германски марки, пишуваше од 1878 година.
Порано овде као манастирот служеа жени, работеа. Ги дадовме парите на таа жена што служеше тогаш, кај ги стави, што ги ставија, многу вредни монети. Имаше во цело грнче. По тоа зборува дека колку е стар манастирот. Ангелски собор удивися, зря тебе в мертвих вменивша. Во минатото манастирот се снабдувал со вода од глинени цевки кои што се наоѓале токму тука. Во преданијата пак се вели дека во една од цевките течело вода, а од другата течело млеко од бачилото кое се наоѓало веднаш над манастирот. Пост разориша и собою Адама Во склоп на манастирскиот комплекс Свети Спас се наоѓа извор на вода, за која се претпоставува дека е лековита за болести на очите. Луѓето кои имаат проблем со очите доаѓаат тука за да побараат помош од Господ. Благословене си, Господи, научи мја. Порано овде постоеше едно дрвено корито и течеше водичка и една од постарите жени која служеше во манастирот, Ангелина Костовска, и се сонило, вика дека овде е лековита вода. И таа рече, ќе ја обновам. Така малку се дотера местото, меѓутоа во ваква форма се ја направија донатори од Прилеп, фамилијата Јадровски, за спомен нивни и за добро на сите луѓе. Во период на Балканските војни во манастирот имало српска војска во периодот од 1914 до 1941 година. Дел од калугерите биле и срби. Од тој период пронајдени се и стари слики од сликарите срби, изработени во 1933 година, каде биле насликани манастирот, црквата и конаците. Спас во воскресе од гроба. Благословене си, Господ. Потоа следи окупацијата 41-44 година од страна овде во манастирот имало бугарска војска. И од тука тие раководеле со својата работа. Од другата страна била фашистичка Италија, од овде била фашистичка Бугарија. По ослободувањето, еден голем дел од имото на манастирот е со аграрната реформа е даден на работа на жителите од Горно Локочери, дел од нивите имати од другите села, меѓутоа во најголем дел е предаден на жителите од Горно Локочери. Но предстакним ангели рече, ридања време. Овој имот бил даван под концесија, луѓето го работеле и затоа давале кирија на манастирот. Со денационализацијата вратен му е целокупниот имот на манастирот. Првиот иконостас е од 1901 година изработен во постара форма. Потоа во 1971 година е заменет иконостасот, за во 2015 година да е заменет со мермерен иконостас. Столом рците
Благословене си, Господи, научи ме. Пред тоа, во 1971 година, убав дрвен иконостас имаше, меѓутоа управата од митрополија се одлучи да направи ваков иконостас. Овде има доста стари икони, некои икони има и од 15 век, има и од 18 век, меѓутоа доста црковно благо е однесено една година и Фатија Арами овде. Сите овие што е иконите од иконостасот ги има земено, преку олтарот има влезено и ги фатија, полицијата ги фати во село Вапила и ги вратија назад. Друго што е останато, тука е, за тоа си водат сметка свештеникот од митрополија што е поставен овде и црковниот одбор. Жива го помишљаете, јако Бог воскресе од гроб. Многу луѓе се прашуваат зошто на влезната врата има Давидова ѕвезда, кој е еврејски знак и на старата и на сегашната обновена. И Сину и Святому Духу, поклоним се Отцу и Его Сину. Спрема кажувањето на постарите, бидејќи овде монасите биле од Русија, а тие дека биле од еврејско потекло. И тие за спомен на вратата има вградиле Давидова ѕвезда и така тоа и ден денес е оставено. И секој се прашува зошто е Давидова ѕвезда. Меѓутоа кажуваат некои дека овие монаси биле од еврејско потекло, од Русија, ние ги кажаме русите и руски православни имиња се вика Владимир, Борис, Тодор и така е останата Давидовата ѕвезда. Свят, святен си Господи, и нине и присно. Црквата е реновирана во 2013 година околу 20 септември. Изградени беа новите конаци и се реновираше црквата од подот, иконостасот и зидовите, со тоа што останати се само старите фрески кои се реставрирани пред 20 на години. Прочи греха дево Адама избавила еси. Другото се реновира од иконостас, под ѕидови, инсталација, вградивме нов лустер. Исто така изградивме конаци, нови, со најмодерни материјали, со термоизолација, со апартманско сместување, значи секоја соба со посебно купатило, сала за состаноци, сала за ручање, кујна за потребите на манастирскиот комплекс. Тие градежни зафати комплетно беа завршени годинава пред Спасовден и за Спасовден беа свечено отворени, односно осветени од страна на владиката. Во црквата има 6 комплетни апартмани кои се спремни за гости за ноќевање. Добре дојдени се сите кои сакаат да се одморат од секојдневните работни обврски и да го пронедат својот душевен мир и спокојство. Научи ме, о
Моментално собите во новиот конак се со по еден кревет. Така било предвидено во проектот, но сега работиме на тоа да ги направиме двокреветни, така да тие 6 апартмани можат да сместат моментално 6 мина, а понатаму 12 луѓе, но исто така имаме и други конаци од постарите конаци, каде што имаме уште 4 двокреветни соби и имаме уште 5 соби кои што со мала интервенција, а таа ќе ја завршиме за скоро, ќе бидат спремни и тие како двокреветни соби за сместување. Благословене си, Господи. Новите конаци и реновирањето на црквата се направени со средства од митрополијата, додека другите поситни градежни зафати претежно се од донатори. Голема е помошта од нашите иселеници од Австралија. Почто мира, смилостивни, мисле за ми, о ученици, раство. Таму постои едно друштво кое се вика Друштво Свети Спас и тие секогаш кога ќе имаме потреба, некогаш и по нивна желба донираат средства за доградба, за изградба, за помош на манастирот. Исто така имаме и локални донатори, како што и годинава беше, а се надеваме дека ќе премине во традиција. За Спасовден имавме кумови, кои што кумови си го покрија трошокот околу музиката, храната и другите трошоци околу организирањето на прославата за денот. Од гроба, благословене си, Господи. На ова свето место најмногу свештеници имало од Охрид. Со години тоа биле свештеници од фамилијата Маленковци. Меѓу нив прв бил попот Устијан, па Никола Номче и така натаму. Попот Устијан бил жива легенда за ова место, зашто ретко кој свештеник живее во местото каде што работи, а тој си имал и сопствена куќа. Зело рано, мироносиците, чаху. Тој служел во ова наше село, поготово во овој манастир овде, повеќе од 40 години. За тоа постојат фотографии, документи, како тој работел. Ова го истакнува и неговите членови на неговата фамилија, кога се празнуваше Спасовден пред колку години, дојде од Скопје. Тој има во Охрид внуци и правници, меѓутоа дојде од Скопје, некои внуки, некои правники и рекоа дека се од фамилијата Маленковци, кажува како порано иделе тука, доаѓале и прославувале Спасовден. Воскресение же апостолом рците, благословен. Во манастирот во минатото имало монашки живот. Според преданијата, тие манастири кои носат машки имења имаат калуѓери, а оние кои носат женски имаат калуѓерки. Последниот калуѓер Тодор бил русин. Оправданием Твоим,
спрема кажувањата по старите и затекнатите последни монаси. Овде имало 4 монаси, дојдени од 1917 година после Октомвриската револуција. Преку Унгарија, бидејќи овде раководеле било српска власт, себите ги довеле тука и тие тука живееле. Последниот монах се викал Тодор, многу интелигентен човек беше, знаеше француски јазик и водеше многу сметка за екологија. Верувајте, кои ќе дојдевме ние овде на екскурзија како ученици од училиштето од Косел. Тогаш немаше многу хартија или да расториваме, држеше кози, одледуваше. Многу водеше сметка за околината на манастирот. И тој како последен монах, Калугер, заболен беше и во 1965 година го однесе во Битола болница и таму го погреба. Од гроба слава Отцу и Сину и Святому. Од тогаш престанува монашкиот живот. Со реновирањето на конаците постојат услови за обновување на монашкиот живот, бидејќи тоа им доликува на ваков манастир. Манастирот Свети Спас го празнува Вознесение Христово, чие што име го носи или меѓу народот познато како Спасов ден. Денот секогаш е четврток, а датумот зависи од датумот кога ќе е Великден, бидејќи секогаш е 6 недели по Великден. Во средата, во очи на празникот се служи света литургија и се организира голем народен собир каде се служи постна вечера. Во четвртокот за празникот литургија служи владиката. Потоа, луѓето се собираат, ги вадат иконите од манастирот и бајракот и со пеење најпрво вртат 3 круга околу црквата и потоа продолжуваат од црквата, излегуваат и одат на другиот рид. Имаме едно гумно, манастирското гумно, каде што тука луѓето си даваат како почастуваат за здравје, за денот и пеат песни за го молат Господ за берикет, за дожд. Греха дево Адама избавила еси. Радост же Кога луѓето ќе се вратат од гумното, на самиот ден се служи ручекот во манастирот. Спасов ден се празнува 40 дена по воскресувањето на Исус Христос. 40-тиот ден по воскресението за последен пат Исус им се јавил на своите ученици, ги собрал на едно место во селото Витанија и им соопштил дека се уште не треба да одат од Ерусалим, зашто наскоро врз нив ќе слезе Светиот Дух и ги исполни со сила. Со таа сила вие ќе крштевате како што Свети Јован крштеваше со вода, им рекол тогаш Исус. Потоа се подигнал и облак го кренал на небото, а тој застанал до Богот Отец. Во спомен на овој настан, Светата христијанска црква го востановила празникот Вознесение Христово. На гумно е изграден така наречениот милениумски крст, бидејќи токму овде има прекрасен панорамски поглед кон околните села.